Витам како општествено одговорна компанија денес донира едно товарно моторно возило за потребите на територијалната противпожарна единица во општина Прилеп, на општ добробит на граѓаните на општина Прилеп, меѓутоа и на граѓаните на околните општини. Запознати сме со фактот дека територијалната противпожарна единица од Прилеп покрива исклучително големо подрачје, како и со фактот дека возниот парк е поприлично застарен и дека требаат некакви вложувања, инвестиции во тој дел. Го препознавме тоа и ова е прва наша донација во тој дел. Најавувам следната недела, веројатно ќе пристигне и второ едно така наречено навално возило. На тој начин Витаминка ќе помогне значително да се осовремени возниот парк на противпожарната единица. Се надеваме дека помалку ќе ги користат возилата, се надеваме дека ќе имаме помалку пожари на територијата на општина Прилеп и пошироко. И по оваа прилика, ја користам приликата да ја изразам нашата подготвеност секако во наредниот период повторно со овакви или слични донации да се јавиме како поддржувачи на институциите кои функционираат на територијата на општина Прилеп. Ако ги пратите последно време моите настапи, активности на планот на заштита на човековата околина, периодот кој ни простои во светот генерално се, поради ненормалната емисија на јаглен диоксид во атмосферата и како причина тој што создава раст на посечната температура за грејаност на земјината топка, потребите војни од вакви средства заштитни на заштита на природата, за овде зборуваме само за локалитетот Прилеп со околината, макар да се спомне и нешто на помош и на Битола, ќе бидат се поизразити и ќе има се поголема потреба да се вложува во такви средства. Доколку го сватиме тука најодговорно и се припремаме на време, последиците од емисиите на јаглен диоксид од откривање на посечната температура на воздухот, кој денес го дишиме, кој се проценува за наредните 30 години да порасне негде од прилика за 4 степени, што тоа неприфатливо во никој случај. Овие вакви вложувања се неопходни, треба да се интензивираат и треба уште многу други додатни мерки за да се превземаат благовремено, не од кога ќе се десат катастрофите, за да тоа што ќе доаѓа да го амортизираме благовремено, бидеме припремени да се тоа смали како последица, односно да се смалат последиците од тие настани. Со ова возило се добива збогатување на возниот парк кој и онака беше застарен, нарочито возен парк за интервенции на отворено на шумски и полски пожари. Со ова возило сега би се зголемила ефикасноста и ефективноста во нашата работа. За урбана средина имаме 7 противпожарни возила, камиони навални и цистерни вкупно, а за шумски пожари имаме 2 теренски возила лади, кои што се доста застарени, а така да ова сега возило би ни помогнало во самата работа поради тоа што е понов модел